малку охридска земја, велат, и пред тебе ќе се појави црквиче или манастир. Охрид е местото на многу тивки или откриени сведоштва на вековните темели на македонската култура. Во духовниот и културен центар на словенството, Охрид, истражувањата ги открија сведоштвата за овој град како колевка на монашката балканска цивилизација. Тоа се бројните пештерни цркви и монашки живеалишта сместени во карпите над брегот од езерото. Најнапред монаштвото се појавило во Африка и Палестина. Пред прогонството на римскиот император Даций во 3 век, монасите масовно бегале во пустините. По признавањето на христијанството со Миланскиот едикт во 313 година од страна на царот Константин Велики, многу христијани тргнале по патот на првите монаси, Павле Тивејски и Антоний Велики. Кои се првите македонски монаси кои се повлекувале во пештерите во Охридско и кога тоа се случило, не може да се определи со точност. Вистинскиот одговор веројатно лежи многу подлабоко во историјата, пред првите писмени извори до кои дошла науката, обидувајќи се да одговори на ова прашање. Тоа се хагеографските текстови на житијата на Климент и Наум, кои ги откриваат почетоците на монашкото живење во карпите на брегот на езерото. Во житието на Свети Климент стои дека тој последните години од својот живот ги поминал осаменички во манастирот Свети Пантелеймон. По неговиот пример, Наум на јужниот дел од Охридското езеро ја подигнал црквата посветена на светите архангели Михаил и Гаврил, каде подготвил голем број монаси кои ќе ги исполнат пештерите на бреговите на Охридското и Преспанското езеро. Местата кои ги населиле овие монаси на подоцнежните следбеници ќе им послужат како свети места на кои и тие ќе оформат пештерски цркви и монашки келии. Најголемиот број пештерски цркви кои постојат и денеска сепак потекнуваат од 13-тиот и 14-тиот век, кога се распространува новиот христијански мистицизам, исихазмот. За да се осамат во покаяние и непрестана молитва, монасите оделе во тешко пристапните пештери околу Охридското езеро и со макотрпна обработка ги претворале карпите во цркви и монашки живеалишта. Денес пештерните цркви се напуштени, но стојат во Охридските карпи за да потсетуваат на еден древен и мистичен свет кој има непроценливо значење како извор на податоци за македонската историја во средновековието. Во еден од најубавите предели на западниот брег на Охридското езеро, на селото Радожда, во природните пештери високо во карпите се наоѓа пештерната црква посветена на војсководителот на небесните сили, архистратигот Михаил. Според проучувањата на охридјанецот Гоце Ангеличин Жура, историчар на уметност, денешниот архитектонски изглед црквата го добила во 14 век, кога е насликана со нов живопис. Под новите, во неколку примери се забележуваат 100 години постари фрески, што покажува дека зоографите од 14 век не го уништиле долниот слој на фреско живописот и ја почитувале старата тематика. Во лунетата над влезната врата е насликан патронот на црквата, архистратигот Михаил со крилја како јава на конј. Тој со левата рака ги придржува уздите на конјот, а во десната држи меч. Архангел Михаил е војводата на ангелската војска. По преданието, кога сатаната Луцифер му го свртел грбот на Бога и повлекол по себе дел од ангелите, Михаил ги спречил останатите ангели да тргнат по него. Во чест на патронот на црквата, на јужниот зид насликана е уникатната фреска Чудото на Архангел Михаил во Хона. На овој пример јасно се гледа дека зоографите од охридските работилници на 14 век фреските ги сликале врз живописот насликан еден век порано. Според преданието, во местото Хона постоела црква до еден исцелителен извор, која безбожните сакале да ја поплават свртувајќи ја кон неа блиската река. По молитвите на овдешниот монах, Архангел Михаил отворил пукнатина во карпата крај црквата каде истекла реката и црквата била спасена. Во Македонија, ова е единствената фреска на библиската приказна за чудото во Хона.
Во оваа црквичка се собирале монасите од околните пештерни монашки келии за да се помолат заедно пред христијанските светители прикажани на бројните фрески. Низ вековите и верниците континуирано ја посетувале црквата и се грижеле за неа. Затоа сведочи обновата на иконостасот во 19. век и зачуваниот надпис. Овој чесен крст се обнови во 1840 година, зашто се погрежи питропот на оваа црква, а крстот е изработен од Јаков Радев од Лазарополе. Затоа кој живеел во Карпите околу оваа, како и за другите пештерни цркви и живеалишта за кои ќе стане спор, не постојат информации. Не е тешко да се предпостави дека монаси овде имало далеку пред 13. век, на што се должело и градењето на црквата токму на ова место. Како што се развивал монашкиот живот крај бреговите на Охридското езеро, така до старите монашки келии никнувале нови, се граделе пештерните цркви, а монашките братства се зголемувале. Во нив се зацврстувала традицијата за препишување на црковнословенските книги и се ширела просветата и културата. Барајки погодни и оддалечени места од населените, монасите не можеле да не ги забележат високите карпи и пештерите во близина на селото Калишта, Струшко. Со адаптирањето на пештерите во келии и пештерна црква, тие постепено го оформиле јадрото на идниот манастир, посветен на рождеството Богородично, кој ќе стане еден од најпознатите манастири на брегот на Охридското езеро. Пештерната црква во Калишта може би била насликана уште во средниот век, кога анахоретскиот живот на овие простори динамично се развива. Тоа може да се заклучи од еден фрагмент под представата на Свети Климент Охридски, но според проучувањата на Гоце Жура, најверојатно долниот слој на фреската бил значително оштетен 100 години подоцна и поради тоа храмот е целосно пресликан. Во пештерната црква Рождество Богородично се наоѓаат две вредни научни откритија. Живописот во овој пештерен храм потекнува од 16-тото столетие, макар што ние имаме индиции со истражувачки работи дека одозго има стар живопис од 13-тиот и 14-тиот век, кога што на овие простори на бреговите на Охридското езеро е развиен многу начинот на живење, на анахоретски начин на живење. Карактеристично за ова сликарство, на овој фреско живопис во оваа пештерна црква се насликаните Свети Пантелеймон. Пантелеймон тој е светиот врач и доктор на кого и Свети Климент Охридски го посветува црквата во Охрид, во Имерет, а исто така до него е насликан неговиот учител, свештеник Ермолај, кои заедно ќе бидат погубени во 284 година на 27 јули. Ова представа, ова композиција, каде што се насликани Ермолај свештеникот и Пантелеймон светиот врач, е единствена ваква композиција во македонската средновековна уметност. Второто откритие е оваа фреска на која досега во науката се сметаше дека се представени Кирил и Методија. По проучувањата на сигнатурите, Гоце Жура открива дека тука се представени Кирил философ и Свети Климент Охридски, учителот и ученикот. Иконографски оваа композиција на Свети Кирил и Свети Климент Охридски, како чинодејствуваат свртени еден кон друг, е единствен приказ во византиското сликарство воопшто. За Свети Климент Охридски на источната страна од лакот е насликан Свети Спиридон, во досегашната литература погрешно интерпретиран како Свети Сава Српски. Покрај вообичајните библиски сцени насликани во црквата, овде се представени неколку пророци од Стариот Завет. Под пештерната црква во студените Карпи зачувани се 3 монашки келии, импресивен доказ за животот на монасите во Охридско. Не постоел пристап од келиите каде живееле монасите до црквата над нив. Најверојатно тие дотаму се качувале со јажиња. Денеска пред пештерната црква скриена во Карпите над езерото се наоѓа манастирот Света Богородица и конаците на резиденцијата на архиепископот.